се наоѓаме во село Умлена пред основното училиште Ванчо Китанов со професор доктор отец Јован Таковски. Отец Таковски, се наоѓаме на едно свето место. Вие пред ова училиште, кога сте биле дете, сте ја виделе Пресвета Богородица на прозорците токму тука каде што се наоѓаме. Ве молам, подсетете се на тие денови, на таа случка. Му благодарам на Бога што ми се дава можност по 7 децении, 70 години, тамо некаде 1948 или 49 година, кога јас бев во прво или второ одделение во ова основно училиште во село Умлена, каде што јас ги завршив првите 4 години од моето школување. Ова е просторот овде околу училиштето, каде што ние децата наутро кога доаѓавме на часови, се протрчуваме по дворот и за наше големо изненадување едно утро, не можам да се сетам датата кога беше, важно беше убав ден, сите бевме изненадени кога прозорците овде зад нас од училиштето беа обоени во повеќе разни бои, спектар од бои, на кои, меѓу кои јасно се оцртуваше ликот на Пресвета Богородица. Дали беше со младенецот или не? Се сеќавате? Со младенецот. Обично, Богородица повеќе ја наоѓаме на иконите и денес со Богомладенецот. Тоа сведочи дека таа беше удостоена поради својата чистота да го роди Бога во тело, Синот Божи, и затоа Господ Исус Христос, незиниот Син по тело, а Син Божи од вечност, таа, значи, го позајми своето тело да го роди Спасителот на светот. Затоа и Господ ја прослави својата мајка Богородица и таа, иако доживеа телесна смрт, но по 3 дена Господ ја воскресна и така од тогаш па наваму таа се јавува во разни околности од историјата кога треба или да заштити одредена личност или група или повеќе луѓе, или пак со цел да опомене. Можете ли да се сетите кое годишно доба беше кога таа се појави? Тоа беше најверојатно ова време или пролета, се не можам да се сетам. Ова време, тоа значи убаво време септември, октомври? Најверојатно при почетокот на учебната година. Важно беше убаво времето. Се сеќавам по тоа, но тоа е и битно, но не е најбитно. Најбитно е што и луѓето, кога слушнаа бргу, и возрастните, дотрчаа да видат и беа сведоци само поради тоа што во она време тој настан се на некој начин требаше да се сокрие. Бидејќи имаме и други сведоштва и сакаме да ги споредиме. Кажете ни дали тоа се случи во утринските часови или во друг дел од денот? Дали беше на еден од прозорците или на повеќе? Дали тоа траеше повеќе дена или само еден ден? Можете ли да се сетите на тие детали? Значи беше само еден ден. Прозорците беа обоени повеќе прозорци, не беше само еден, но ликот на Богородица беше само еден.
колку што се сеќавам. Се сеќавате на боите, може би? Боите беа спектар од бои, нешто како вино жито. Сега не можам сега да 100% да дадам, нели, бидејќи имате предвид, ние бевме деца. Знаеме што е ликот на Богородица, бидејќи мајка ми конкретно во она време се уште не водеше в црква, постевме, се причестувавме и знаеме што е Богородица. И дома си имавме икони од Богородица. Дали само децата го видеа, колку мина бевте? Па од училиште, наутро кога доаѓаме на училиште, обично сите деца доаѓаат и сите деца тука на овој простор ние пред часовите и по часовите и во паузи трчаме, си играме децата, нели, се растрчуваме и на овој простор кога доаѓаме, нели, прво тука, па кога ќе престојуваме, нели, си играме, кога ќе задзвони звончето, влегуваме во училниците. А возрастните, некој учител беа тука? Бргу слушнаа, се пронесе веста и возрастни. Бројот колку беа не можам да се сетам, но и со села, нели, знаеа за тој настан. А ако требате потврда на тоа е што тој настан придонесе да се одложи една одлука која беше донесена од провенците, нели, партиски од селото, црквата која е во близина овде до нас, црквата селска да се претвори во штала. Богородице Дево, радуј се, благодатная Марие, Господ с тобою. Благословена ти в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице Дево, радуй се, благодатная Марие, Господ с тобою. Благословена ти в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице Дево, радуй се, благодатная Марие, Господ с тобою. Благословена ти в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Кога сега размислувам за овој настан од оваа перспектива и како свештеник и како богослов, можам слободно да заклучам дека овој настан ги подсети, бидејќи некои од тие порано оделе в црква. Но сега, во тој период, почна преумување, нели, прешалтување во однос на разбирањето и луѓето во тоа време, ако смеам да кажам, колку повеќе беа настроени против црквата, против Бога, тие полесно напредуваа на општествената скала. Ги преуми и одлуката, нели, црквата да се претвори во штала, ја направија, за мене со тоа што си направија штала под селото. Значи, овој настан ги преуми луѓето и на некој начин исплаши. Отидоа предалеку. Јас мислам, некои цркви ги рушеа, некои ги правеа магацини, да речеме, други цркви, не само овде, во тоа време. На кога е посветена црквата во вашето село? На Вознесение Христово Спасоден. Пред известно време, неколку месеци, славевме 100 годишнина од црквата овде, на празникот
spasovden, така наречен, и тоа е и селска слава. Достойно est Jakova istino, блажититя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матер Бога нашего, честнейшую Херовим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога слова рошую, состою Богородицу, я Ве молам, кажете ми, а колко влијание имаше во тој период, знаеме дека е периодот на информбирото, како се живееше во селото, дали одеа семејството во црква или тоа беше само тајно, затоа што доста од сведоците говорат дека во тоа време се појавила Пресвета Богородица за да им ја зајакне верата и за да не се откажуваат од одењето в црква кога нели беше забрането да се оди премолчено или не. Јас мислам дека тоа беше и целта на Мајката Божја, која, како што кажав во почетокот, се јавува за да заштити, но се јавува и да опомене. Ве молам, кажете ми, што зборуваа селаните, возрастните, мајките, татковците, бабите и дедовците, како тие го толкуваа овој настан? Јас мислам во на време тие ја сватија пораката. И луѓето кои не беа ангажирани во државни институции, кај што се бараше услов, нели, за да се вработи, да не верува, односно да е против религијата и против црквата. Но бидејќи не беа сите државни службеници, селаните, сточарите, земјоделците, не зависеа. Има ли некои санкции луѓето што одеа? Па вака, тие на некој начин оние кои беа тврдоглави во она време, за да ги заплашат луѓето, да ги направат покорни, да ги, бидејќи човек кој е исплашен, преплашен, тој е попуслив и може да се отклони од она што навистина го чувствува и сака да го живее. Но не беа сите луѓе така преплашени, оние постари луѓе кои не зависеа, нивниот леп храна не им зависеше од оние што ги вработуваат, тами си го заработуваа, како што реков, земјоделци, тие си продолжуваа уште да одат во црква. Отец, дали влијаеше тој настан да се промени на некој начин мислењето на еден дел од народот, дали може би тие кои не веруваа почна да веруваат, дали може би почна да се интересираат за верата, да одат в црква, дали делуваше кај оној народ кој што беа атеисти или едноставно кој не веруваа во Бога? Вака, кај оние што си веруваа луѓе, тоа им беше подкрепа да си продолжат, нели, што не зависеа од ова. Меѓутоа, оние кои беа малку
Zastranili zastranili Ептен отидоа нели во крајност, во својот нели увереност дека ќе ја искоренат религијата, па во тоа време наоѓаа можност да обвинат. Речиси немаше семејство тука од нашето село да не оди некој во затвор. Сестра ми, Бог да ја прости, првата сестра беше продавачка во Берово, беше во затвор бремена. Затоа што и нашле во касата денар или два вишок во касата. Демек изневерила, требаше да не заплашат. Еве, За да не оди в црква. да не оди в црква. Тоа бе значи некои методи суптилни, а не беше официјално забрането. Официјално не беше, но начинот на кој тие спроведуваа своите нели намери беше страв кај луѓето да знаат дека ги чека нешто непредвидено, неочекувано, ако евентуално се застанат на патот на оваа, да речеме, идеологија нова, која очекуваа нели дека тие ќе успеат да искоренат и религија и цркви, нема да има ни свештеници ни и така натаму. Отеца, гледајќи наназад сите овие години со толку огромно искуство што го имате и знаење, дали сте слушнале за сличен настан на овој, за слично нејзино јавување на прозорците, можеби, освен во Македонија и во некоја друга држава? Знам во Македонија дека веќе на повеќе места се јавувало, а Мајката Божја се јавува по цел свет. Во Македонија се покажа, се сеќавам во Трескавец, на група млади луѓе пред неколку години, кои направиле напор да се искачат на онаа карпа горе со крстот. Зад крстот видовме слика, јасно беше од слика на Богородица. Тоа е, јас сум ја видел таа слика, нели? Значи таа ги наградува оние што вложуваат напор и тие без да знаат, нели, за нив. После на сликата се гледа јасно фигурата на Пресвета Богородица. Така што Мајката Божја, како и незиниот син, Господ Исус Христос, кој беше раснат, но воскресна, вака воскреснат, како на гората Тавор, во светлина, се јавува и ден денес во многу случаи. Јас знам, за некој сум пишувал дори во нашиот печат. Да ве золам за ваше мислење како еден од најголемите авторитети во државата, во доменот на теологијата. Дали сметате дека со тоа што овие места каде што таа се појавила во Македонија на некој начин ги осветила со незиното јавување, дали сметате дека би била добра иницијатива која би била поддржана да на истите места се стави икона и некое сведоштво за да луѓето кога ќе поминат се поклонат и да знаат дека таа некогаш била присутна во живо на овие простори и дека на некој начин со своето присуство го осветиле овој простор и нашиот народ. Уверен сум дека тоа би било по волја на Мајката Божја. Во секој случај, секој повод, причина што ни се дава да се подсетиме, да застанеме, да се прекрстиме, да се помолиме на Мајката Божја, која сум уверен дека и сега е над нас, не слуша. Уверен сум дека сето она што се случило е по благослов на Мајката Божја. Уверен сум дека и ова сега што го правиме, на тоа се радува Мајката Божја и дај Боже сите оние што ќе ја видат евентуално ова емисија, да се подсетат дека Мајката Божја непрестајно бдее и кога некој напредува по патот Божји се радува, кога некој се отстранува од Христовиот пат, од патот на незиниот син, кој единствено води сигурно кон вечен живот, блажен живот, таа се радува и посакува луѓето да се вратат на Христовиот пат. Значи, доколку најдеме разбирање
za takva ideja, inicijativa. Znači, od teološki aspekt bi bilo mnogo dobro da postoji odredena ikona i spomen ploča, za da ljudi to sekogаш se podsjeta deka ta se pojavila Би било добро да се разговара со надлежните и овде во училиштето, ако дозволат властите, тоа сигурно не може без Така цялата знаење. процедура да се спочитува. Процедура би било добро. Јас ако Господ ми дава денови уште, нели, и имам можност да евентуално да се видам со учителите тука, наставниците и со оние кои нели водат грижа за училиштето, кои се одговорни во општината, да се направи тоа ако нели дозволува системот наш образовен. Дали има още нещо, што би сакале да кажете како порака? Па пораката е ова, да знаеме дека Мајката Божја е постојано со нас кога и се обраќаме во нашите молитви. Има една молитва која би требало секој верник да се знае, Богородице Дево. Таа молитва секој христијанин би требало покрај Оче наш и други молитви да си ја изговара барем неколку пати дневно. За Мајката Божја да не напушта, да не биде, да не се оддалечува од нас. Епа, Зоринце, Господ нека те благослови и нека те награди за овој труд што го правиш за популаризација на Мајката Божја и нејзиното дејствување. Ви благодарам за овој разговор и верувам дека ова ќе остане еден вечен спомен за нашата и за идните генерации.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie